Битка меѓу два политички концепти. Едниот на Зијадин Села, другиот на Арбен Таравари. Нема табори во Алијансата на албанците. Во последниот конгрес многу легитимно е избран на собранието Арбен Таравари. Кој го создаде раздорот во партијата? Ова има еден дел што беше дуи во Алијанса. Очигледно дека најголем губитник е самата партија со оваа поделба на еден начин. Повеќето од членството дава поддршка на актуелниот лидер. Кој ќе се офајди од евентуалниот раскол во Алијанса на албанците? Не верувам дека албанскиот опозицијски блок ќе успее да го намали или досегашното водство на ДУИ како партија. Окрупнувањето на албанскиот опозицијски фронт е известна работа. Единствено така можат го имаат за прв пат овој историски момент да се спротистават на ДУИ. Дали конечно македонското здравство целосно ќе се реформира? Главен проблем е што нема консензус за државни интереси највисоки. Она што не достига се 18 тимови за брза помош во Скопје. Имаме не знам колку стотици медицински кадар, меѓу кои доктори кои работат по месеци години договорено дело. Проблемот е што внатрешното академско работење на клиничкиот центар е многу отежнато. Знаете, има едни заеднички служби кои се загубари 20 милиони евра и господата пред мене на вистина не знам што правиле. Прашањето е дали ќе се доведеме во ситуација оваа година онколошките пациенти да може да останат без лек? Одговорот е да. Гледате Трилинг вечерва 20 часот и 45 минути.